Сега sve Она жескана у црвеното. Колешки и колеги, сакам да им се заблагодарам на другарите од Јутрија, кои со голема предусретливост и максимално ангажирање ни овозможија денеска да ја презентираме оваа изложба. Скопје ќе представуваше голема загуба ако не им се овозможеше да ги видат овие експонати на светскиот здравствен плакат. Благодарение на ангажираноста и ентузијазмот, воспитната активност и уметнички ги презентира светските движења во оваа област. Со организирањето на изложбата, наша втора цел беше на подрачјето на Скопје да покренеме една активност која ќе придонесе до реафирмација на здравствениот плакат како средство за масовна комуникација, заштитата на здравјето. Здравствениот плакат, односно плакатот кој носи и соопштува некоја порака, наменета за чување и унапредување на здравјето, зазема посебно место во активноста која ја нарекуваме здравствено просветување, односно воспитување. Со начинот на кој ја соопштува, ги поттикне луѓето, ако ништо друго, да почнат да размислуваат за пораката која им е упатена. Плакатот со сите тие своји квалитети представува едно од најквалитетните и најлесно применливи и прифатливи средства за масовна комуникација, ангажирање и пропаганда. Ценејќи ги сите овие квалитети на плакатот, ние особено сме загрижени
со неговото изворено мало присуство во сферите на заштитата и напредување на здравјето. Доволно е само да се прошетаме по читалните и другите простории на длабоко сме убедени дека со оваа изложба ќе успееме на едно место да ги собереме сите оние кои треба да бидат заинтересирани за плакатот со ваква содржина и кои можат да придонесат за неговата реафирмација и тоа пред се здравствените и просветните работници, ликовните уметници и сите оние кои со својата активност и ангажирање можат да помогнат во надминувањето на објективните тешкоти. Како најважни членови на тимот во реализацијата на здравствениот плакат, бидејќи тие треба да ја дадат ликовен израз на пораката, кој изразито мотивационно ќе делува во човекот и ќе придонесе за ликовните уметници во Скопје да најдат време и простор во својата професионална активност и за здравствениот плакат. Што сакаме да достигнеме со оваа изложба, ќе се исполни, дозволите ми уште еднаш да поздравам и да се благодарам. Dajem na reč drugu Mihajlu Petkoviću, predsjedniku organizacionog odbora izložbe Svjetskog zdravstvenog plakata i članu predsjednika. Hvalim domaćinu, pre svega sekciji za zdravstvo i socijalnu politiku pri gradskoj konferenciji grada Skoplja i svim zdravstvenim radnicima koji su nam omogućili da se izložba Svetski zdravstveni plakat večeras otvori i u vašem gradu. Izložba Svetski zdravstveni plakat je kao ideja ponikla u Ćupriji u osnovnom obrazovanju. Tu se rodila ideja koju smo mi u sekciji i u opštinskoj konferenciji podržali. Ta ideja je podržana i od strane Republičke konferencije u Beogradu i sekcije za zdravstvo, tako da smo preko 15 gradova i naseljenih mesta širom zemlje sa preko 200.000 posetilaca. Ova izložba se tradicionalno otvara u Ćupriji 7. aprila na Svetski dan zdravlja. Prva je bila opšte karaktera, ova je već tematska jer pratimo i Svetsku zdravstvenu organizaciju i tematiku. Ova godina je posvećena mladim i posebnom učenju zdravstvene kulture sa upoznavanjem tematike kroz zdravstvene plakate svih zemalja. Mi danas imamo kontakte sa preko 30 zemalja, nastojimo da to proširimo. Oblasti zdravstva koja doprinosi zdravstvenom vaspitanju i opšte kulturi, o čemu je toliko toplo. Svaka sugestija i preporuka, s obzirom da nam je ovo druga izložba Svetskog zdravstvenog plakata, a da nastojimo tradicionalno da svake godine organizujemo ovu izložbu, s tim što nam sredstvo obezbeđuju republički samoupravne interesne zajednice koje su ovu izložbu prihvatile kao jednu republičku manifestaciju, a mi nastojimo da idemo i šire. Moram primarius dr. Petko Čadikovski, direktor razvojnog Skoplje, prigoden zbor da ja otvori izložbата, a potom me moram da ja poslušame i Ganka Cvetanova, koja što ki izvede Alemanda od втората партита за соло виолина. Таа е студент на прва година на факултет за музичка уметност во класа на професор Зоран Димитров. Која благодарејќи на група колеги, неимари, лекари, од Ćuprија имаме можност да ја видиме и во нашиот град. Сите прогресивни творци ги собраа во еден дамар, графички израз, достигнувајќи ја својата универзалност, преминувајќи ги граници на духовна и творачка локалност, ни се нуди како документ на нашето време за потик во решавање на сите напластени проблеми, што младата генерација ги носи во себе. Меѓународната година на младите, која годинава од наслов здравјето на младите најзначаен извор на силата и богатството на народот, не е само потик, туку инспирација да нашата активност делуваме уште поангажирано и посеопфатно кој дневно творење, напредување и прогрес на општеството. Со ова прогласувам дека изложбата Светски здравствен плакат е отворена.
Čovjek koji je zaista kompetentan da vam kaže svoje mišljenje i da posle vidimo da li nešto treba ispraviti. Mnogo toga koristit će s obzirom da smo tek druga godina u organizaciji ove izložbe. Dajte svega minutu, a što sad? Jer smo prvu godinu koristili tako što smo plakate u tom smislu postojali i dobro. Dobro, što ćemo sjajiti sa telefonom? A Ligor? Ne, kako ćemo sa njim? Pa se završimo danas. Sa njim završiti danas? Ne verujem. Slušaj, ovo je gotovo. Da, čekaj, snimi ove ovdje, znaš, ove goste su se još. Nepovratno. Ma ja sam Оди от мене седи. Аре, съм да посари. Jutro трябваше да правим лове, що? Не знам, че са много някои се точи.
istraživački istovremeno i praktično. Istraživački, koliko je moguće unaprediti plakate u našim uslovima, kulturu plakata kao takvu, da se prouče mogućnosti i dometi plakata u zdravstvenom informisanju stanovništva, u uređivanju ambijenta naših zdravstvenih ustanova, jer ako pogledamo zidove, ne znam kako je kod vas, u Srbiji, smem da tvrdim, pošto sam obišao većinu, vrlo je, zidovi su prazni, nema čak ni nikakvih parola, tako kažem, koji bi opominjalo pacijente da se nalaze u zdravstvenom ustanovi. Nasuprot tome, svjetski plakat je otišao stvarno visoko. Do skoro je u Poljskoj postojala u Varšavi trijenale, gdje su izlagani zdravstveni plakati. I sad imamo jedan paradoks. Kultura plakata ide svud u svijetu gore, Sovjetska akademija, recimo, specijalno angažovana za to. Na zapadu već postoje specijalizovane kuće za specijalno zdravstveni plakat. Postoje kongresi zdravstvenih informatora, znate, skoro je bio u Luksemburgu i Ženevi. Mi smo nekako na periferiji zbira. I onda je došlo do toga postavljanja programa izložbu svjetskog zdravstvenog plakata sa ciljem da se kultura zdravstvenog plakata pokrene, podigne, da se internacionalizuju iskustva koje postoje, da se angažuju plakat i zdravstvene poruke počne da ulaze permanentno u ove ustanove, prosvetne ustanove, to se angažuje omladina, se angažuje područje. Osnovni pokretač, odnosno pokrovitelj je bio Socijalistički savez opštinske konferencije u Ćupriji. Zatim je to preraslo u republički program, do republičke konferencije Socijalističkog saveza Srbije, koji su na osnovu toga programa koji je pisan, diskutovan u svojem sa tim svim ciljevima, konkretizovan, krenuo po Srbiji i, naravno, išli i van Srbije. Ušla u, recimo, oktobarske svečanosti ovoga Kraljeva i počela je da pokreće da tokom prikazivanja izložbe to bude prosto jedna smotra svih dostignuća u oblasti zdravstvene zaštite u tome mjestu gdje se ona prikazuje. Znači, to je jedan od mogućnosti za pokretanje zajednice, za pokretanje prosvete i tako dalje. Finansiranje je na razne način rešavano. Uglavnom, samoupravni sporazum je za nivo Republike napravljen za prosvetom, kulturom, sistem zdravstva i tako dalje. Jer ova izložba nije samo manifestacija zdravstvena, ali je tako i kulturna, na kraju krajeva zdravlje i nije samo zaduženje za zdravstvenu službu, nego također i za brojne druge ustanova, škola i tako dalje. Ona može da se umnožava, tekstovi mogu da ostane isti likovno rešenje, samo tekst da se promeni, da bude naš tekst, da se varira u raznim oblicima, da uđe u štampu kao kopija, kao fotografija, da tako kažem, koja nosi jednu zdravstvenu poruku, da se pojavi na televiziji ovakva kakva je, znači da proširi repertoar i televizije i radija i svih sredstava masovne komunikacije, bioskopa i tako dalje. Eto, za početak da malo zagrejemo poslije ne znam nekako da interesantno. Ja prihvatiti po kampu, to je 6 kuva, na takva letna masa.
С оглед на това, дека дејности што ги обавува на здравствено-хуманитарен характер се непоследно во контекстот на она што здравствени организации го извршуваат. Покрај другото и основна цел е на организација на здравствено просветување. Здравствено просветување без испитание, без здравствен плакат не може ли да се замисли по активностите на организациите на Црвениот крст. Дејности што ги извршува организацијата со лек календарот на активностите и акциите на Црвениот крст се зацртани во статутот и законот за положбата и областувањето на Црвениот крст. И сакаме појдовно за секоја активност на здравствено-хуманитарен план е изразениот плакат. Професор Ивановски го истакна, она што значи унапредување предуство, тоа е и оној плакат што заедно Црвениот крст на Македонија и Републичкиот завод за транспорт ги издава заеднички. Не може ни една акција, ни една активност на планот на предуство да не би проследена со плакати. Следи недела, месец на хигиенизацијата, април. Веќе имаме недела на Црвениот крст и светски ден на Црвениот крст, кој што и секоја недела и месец е под посебно мото. Како што сите овие посебно мото, тоа е определено било Светската здравствена организација и така натака. Кога веќе говорат за Борев април и денот на здравјето. И понатака да произлегува недела на борба против туберкулозата, септември месец, недела на борба против алкохолизм, наркоманијата и пушење, ноември, недела на здравствена во месец декември. Се тоа што го наброја се дел од активности на здравственото воспитување и здравственото просветување што го извршува Градска Црвен крст. Не е замислена ни една активност на план, чие мото е секоја година различно, а да не биде придружена со здравствен плакат. Малку потешко и има едно ограничување во издавањето на здравствените плакати или поточно речено повторување, недоволно разбирање од одредени, во одредени општини, а и на ниво на некои одредени самоуправни интересни заедници за здравство. И го ограничува можноста да го доближиме и најмалкиот, ученикот во основното училиште, до она што претходно се говореше улогата на тој плакат во здравствено просветување на млада генерација. Сепак правиме напори, правиме и чиниме напори. Доста во тој смисол ни придонесуваат општествените работници, активисти на Црвениот крст од областа на здравството. Недоволно е вклучено, јас ја говорам на ниво на Република, не сум професоре, не смета, нели? Недоволно е соработката со Сдруженијето на ликовните уметници, ликовните педагози и ликовните уметници од примената уметност. Недоволно е. Мислам, нашиот плакат повеќе е во рамките на одредена категорија на луѓе што не треба да биде. Плакатот треба да се поопштестви. Јас кога набројам годишно колку плакати ми издаваме, се движим во кругот на 2-3 луѓе, што мислам недоволно е и некако се приватизира плакатот. Не е тоа она општествена димензија, па користам присуството, не знам колку се другарите од Сдруженијето на ликовните уметници, ликовните педагози, од примената уметност, во тој смисол, бидејќи ние сме понудувале соработка, да во соработка со овие здруженија
и работиме на планот на издавачка дейност, односно издавањето на плакати. Да напоменаме една друга можност во нашето во нашето мобилизирање во однос на здравственото просветување. Ние дел од активности беше приклучено со соцветна значка. Например, гледање на болен во домашни услови, погреб плакат и значка што ја прикажува дејноста и ни борба. Zašto pije se ne pije? To nije meni. Kaj će? Evo.
Не, pa da, Onaj gdje osvetli, oni tri tamo, skulpture. Всему се кланя. Само сала, па да одиме со осветлувањето, да правиме корекции треба, знаеш.
Ne faćate.
Dva umetnika u razgovoru. Ajde, pričajte. Mora baš se to nasmijanje. Ovo su...